Вечерва ќе зборуваме за нешто што Бог сака да бидеме како црква и секој поединечно од нас и да го правиме. А тоа е сведочење. Може да си запишете наслов. И Бог сака неговата црква да влезе во ова помазание. Бог сака неговиот народ да го живее ова. Бог сака да биде неговата црква опремена, облечена во неговите оружја, во знаење, разбирање и во неговата власт. И да биде црква која што ќе сведочи или евангелизира. Често пати ние, како христијани, го користиме зборот евангелизирање, што е во ред библискија. Но Господ ме допираше многу пати, многу стихови има кај што Бог зборува за сведочење или давање сведоштво. И тоа исто така е многу библиски, дури уште почесто има силина зошто е така. Затоа насловот на темава не е евангелизирање, сведочење. Односно, ние треба да бидеме сведоци за Бог. И ние треба да сведочиме, да посведочиме што Бог тоа направил. Што тоа Бог направил? Тоа е пораката на Евангелието. И Словото, кое што сме го примиле и кое што не спасило, не променило. И ние треба да сведочиме. Да дадеме сведоштво, да дадеме исказ, да кажеме. И не само со зборови, него со своите животи да потврдиме, да посведочиме дека на вистина Бог е жив. И пораката на Евангелието е вистина. Луѓето да чујат и да видат. Еве жив сведок. Луѓето Бог е мртов, ти треба да застанеш да речеш не, Бог е жив. Откај знаеш и чујте ме што ќе ви кажам. Бог е жив. Сведочење. Прва работа која што и најбитна, треба да го знаеме својот идентитет. Кога за сведочење не зборуваме за дела, иако дела се потребни повторно, но пред се е потребно е откровение за нашиот идентитет во Господ. Кои сме ние? И ние треба да си го откупиме идентитетот затоа што други ни го крадат. Дури ние се плашиме да го кажеме овој збор сега што ќе го кажам, сега да ви кажам, ние сме Божите сведоци. Ние сме сведоци за Бог. Тоа е нашиот идентитет. И ова многу ретко го кажуваат христијаните заради јеховините сведоци. И во името на Исус ние велиме дека тоа се лажни сведоци за Бог, тие не зборуваат вистина за Бог и ние кршиме таа сила во име на Исус и го откопуваме нашиот идентитет повторно, да дојде помеѓу Божиот народ, да дојде во црквата, дека ние сме вистинските Божји сведоци во името на Исус од Назарет. Ние сме вистинските Божји сведоци. Ние сме сведоците на Исус Христос. Во името на Исус. Халелуја. Постојат многу стихови во Библијата кај што пишува дека ние сме сведоци. Нема сега да читаме, значи многу стихови има и во Стар Завет и во Нов. И битното е да знаеме дека тоа е наш идентитет. Ако си христијанин, ти си сведок. Ти си сведок за нешто, ќе збориме после за што. Значи, ти си сведок Божи. Како што на суд, кога се прави судење, кога има обвинети, има адвокати, нели? Има суди, што се има таму, порота. Ти доаѓаш како сведок. Сведочиш нешто. Твојот идентитет, кога се работи во однос на Бог, е сведок. И ти сведочиш. Со својот живот, со своите зборови. Црквата Христова е црква на сведоци. Сведочење. Не постои друга црква. Или заторска црква, ако сакате. Но посилно вечера сега зборувам за сведочење. Давање сведоштво, давање, како да кажам, исказ. Свидетелство, како ќе завршиш годината. Тоа е, уствари, посведочување треба да пише. Како би било? Сведочанство. Сведочанство треба да пише. Свидетелство е на бугарски.
Од свидетели, тоа е на бугарски. Сведочење на бугарски е свидетел, сведок. Така да свидетелство е бугарски, треба сведочанство да пише, дека сведочиме, дека некој посведочува дека ова ти се оценките. Дека си имал 5, 4, 3, 8, кој како оценки имал таму, нели? Или имаш индекс таму, оценки. Сведоштво, ете, сведоштво. Сведоштво, не, ќе пише место свидетелство, сведоштво. Ете, сведоштво, ете, македонски, како е, ќе измислиме нов збор. Значи, таму пишува нешто, посведочено е нешто. И во секој еден од нас пишува нешто. Ние сме живо сведоштво за Господ Исус. И секој треба да знае да го прочита тоа. Амен. Вие сте сведоци. Во Исаја 43 глава 10 стих, нема да вртиме и да читаме целиот стих, но таму Господ вели, вие сте мои сведоци, вели Бог. Вие сте мои сведоци, се обраќа Бог до својот народ и вели, вие сте мои сведоци. Исаја 43:10. Господ ти кажува и на тебе оваа вечер, кажува на својата црква, вие сте мои сведоци. И тоа е твојот идентитет. Тоа е нашиот идентитет. Ние сме сведоци. Амен. Не можеш да почнеш да вршиш дела на сведочење се додека него имаш откровението за својот идентитет. Ако немаш откровение дека си праведен, не можеш да вршиш дела на праведност. Ако немаш откровение за вера, не можеш да вршиш дела на вера. Разбираме, ако немаш откровение дека имаш пристап до Бог, ти можеш да се молиш. Значи, прво треба откровение за идентитетот, па потоа доаѓаат. Значи, прв и основен проблем зошто христијаните не вршат дела на сведочење, не сведочат доволно или како што треба, или не го прават некој воопшто, немат откровение прво за идентитетот. Кој сме ние во Господ? Ние сме Божи сведоци. Ти си сведок и тоа никој не може да ти го земе. Бог ти го дал и никој не може да ти го земе. Ако си во Христос, ти си негов сведок. Халелуја. Затоа што Исус Христос самиот исто така беше Божи сведок. Тој е Божиот син, но тој дојде да посвети за таткото. Полно стихови има за тоа, нема да читаме вечерва. Тој дојде да посведочи што е Божјата праведност. Тој дојде да посведочи кој е патот. Тој дојде да посведочи еден куп работи. Амен. Тој беше сведок. Тој е отелотворение на што е тоа Божи сведок. Исус. И ако си во Исус и ти си сведок, откупи си го тој идентитет. Ние сме Божите сведоци. Тие се нарекуваат таму се лажни сведоци. Не се вистински. Откупи си го идентитетот. Амен. Исто како што се нарекуваме црква. Зар ќе престанеме црква да се нарекуваме затоа што православните таму градат храмови идолопоклонски и ги викаат цркви. И ние да речеме, ќе ќутиме, да нема да викаме ние црква. Не, ќе викаме уште поише. Ние сме Божиот народ, ние сме Божјата црква. Амен. И нема затоа да молчиме, ај тие викаат се Божји сведоци Јеховини, ние не сме. Ај ќе ќутиме, да не. Не, ние уште поише треба да викаме. Ние сме Божите сведоци. Ко сакате и кажувате Јеховини сведоци. Божјото име е Јехова. Или Јахова, или Јахве, или како сакате, но тоа е Божјото име и ние сме негови сведоци. Што слушавте на проповед вечерва? Пасторот нешто ни збореше, сме биле ние Јеховини сведоци, ама не сме знаеле. Да не се срамиме да кажеме дека сме Јеховини сведоци. Амен. Вистински сведоци. Халелуја. Следен стих. Дела апостолски 1 глава. Не само што сте сведоци на Бог Јехова од Стариот Завет, вие сте сведоци и на Бог Исус, кој што е Јешуа или Јехова Шуа, кој што значи Јехова мојот спасител, кој што е подлабоко откровение за Бог Јехова. Ко сте прашувате, некој не знае што значи името Исус, на еврејски е Јешуа, значи Јехова спасител. Во Стариот Завет им се објави као Јехова, оној кој што е, јас сум, Бог што не се менува, јас сум, Јехова. А во Новиот Завет Јешуа, односно Јешуа, Бог спасител, Јехова спасител, односно оној што не се менува, што е спасител.
Сваќате подлабоко откровение за Бог кој што во Стариот Завет се објави. Истиот Бог. Така да тој Бог вели, вие сте мои сведоци во Дела апостолски, 1 глава, 8 стих. Халелуја. Вика, Исус вика, ќе примите сила кога Светиот Дух ќе следе врз вас и ќе бидете мои сведоци. А у Исаја 43:10 Бог вели, вие сте мои сведоци. Еве ви уште еден доказ Исус дека е Господ. Ја ќе ви речам, идете и бидете мои сведоци. Човек може да го каже тоа, во човечкото не. Исус го цитира стихот од Стариот Завет, знае што прави. Ке примите сила кога Духот Свети ќе дое врз вас и ќе станете мои сведоци. Халелуја! Во Дела апостолски 2:32 гледаме исполнување на ова Исус што го кажа. Вика, Бог го воскресна Исус за кој што ние сме сведоци. И сега има и други стихови, после ќе ги прочитаме повторно, кај што ќе спомнеме што тоа ние треба да сведочиме и какви тоа сведоци сме, зашто? Значи, ќе читаме во Дела 3 глава и во Дела 5 глава, повторно е спомнато дека сме сведоци и сведочиме, но и други има некои додатни работи, затоа подоцна ќе ги прочитаме. Но овде ќе ве начнавме нешто, во 2:32 вели, Бог го воскресна Исус и за тоа ние сме сведоци. Амен. Халелуја. Ај сега ќе одиме втора точка. Значи, прво идентитет, рековме. Мора да знаеш кој е твојот идентитет. Тоа е, ти си сведок. Втора работа. Тој идентитет носи стил на живот. Значи, втора работа, сведочењето е стил на живот. Пред се и над се. Сведочењето не е колку ти знаеш Библија, сведочењето не е колку ти добро знаеш да се изразуваш, да збориш, колку си начитан, колку ти кидеш од врата и на врата ки им кажуваш. Сведочењето пред се е стил на живот. На Бог по-му е битно и најбитно му е што ти живееш и како живееш. Амен. И као резултат на тоа изборуваш. Значи, идентитет и потоа што живееш. Живееш согласно тој идентитет. Ти си сведок во манифестација. Халелуја. На полно места Господ вели живеете достојно за Бог. Читаме у Колошаните 1 глава. Халелуја, Господе. Тука треба да пробиеме. Затоа што посебно во шутка, кој што стигне збори за Бог, и што ќе му текне, нели? Но што живеат луѓето? Не е битна етикетата и која религија се, и која црква ли се, не знам што. Како живеат? Пред Бог е тоа битно, браќи и сестри. Бог сака ти да живееш достојно за Него. И тоа значи прво да си сведок. Тоа значи ти сведочиш. Многу пати не се ни потребни зборови, луѓето ќе видат. Пак преска што го кажав тоа. Бог го ставил своето слово во тебе и пишува нешто. Тоа сведочанство, тоа сведоштво го пишува. И луѓето ќе го видат. Збор да не им кажеш. Амен. Во Колошаните 1 глава 10 стих вели, вика, живејте достојно за Господ, за да му бидете по волја во се, принесувајќи плодови во секое добро дело и растејќи во познавањето на Бог. И така натаму, и така натаму. Живејте достојно за Бог. Ние сме Божи народ. Амен. Го познавме Бог. Амен. Според сите тие работи, ние живееме, браќи и сестри. Достојно за Бог. Ние не го срамотиме Бог со нашите животи. Ние живееме достојно за Бог. Затоа што сме сведоци за Бог. Сведоштвото наше треба да е валидно. Нашите животи зборуваат погласно од нашите зборови. Ти можеш да идеш таму и викаш, јас сум христијанин, нели?
со пивото у джеп, со цигарата у уста, со, не знам, со женската под рака, и кажеш, јас сум христијанин, да. Но тоа што го правиш зборува погласно од тоа што го зборуваш. Тоа што го живееш погласно од тоа што го зборуваш. Бог вели, живејте достојно за Бог. Тоа е сведоштво, тоа е сведење. Тоа е свидетелство. Да живееш за Бог достојно. Да живееш свето. Да си правичен. Да не си пристрасен. Да си човек на вера, да си човек на молитва. Сето тоа е живење на сведоштвото. Да си човек кој што има срце на служење. Да си понизен. Да имаш срце на давање. Не на земање. Као што пастор Весна напише на Фейсбук таму за алчноста. Кај што полно луѓе по црквите доаѓаат само да земаат. А ти да разбереш дека Бог е давач и ти имаш срце на давање. Не мислам опште на пари, да даваш на луѓето. Во разговори, во комуникација, во молитви, во емоции, во мисли, во наставно љубовта дава. Не да земаш. Тоа е стил на живот. Тоа е сведочење за Господ. Амен. Да имаш вистинска љубов во своето срце. Да служиш на браќата и сестрите, да служиш во црквата. Не да копнеш за позиција, не за титула. Не своји фрустрации некои да си лечиш тука. Не да не знам што сакаш некои позиции, кариери, не знам што. Да служиш, бе, брате и сестри, да служиш. Тоа е сведочење за Господ. Тоа е живот, стил на живот на сведочење. Тоа е угодно пред Бог. Амен. Као што рековме, да живеете достојно за Господ, да му бидете по волја во се. Во се. Као што Исус рече, бидете совршени као што мојот татко е совршен. Амен. Вика, принесувајќи плодови во секое добро дело и растејќи во познавањето на Бог. Да се фокусираш, да својата енергија, мисли, зборови, дела, да ги насочиш да правиш секакво добро дело. И на тој познаваш Бог. Амен. Алелуја, слава на Господ. Алелуја. Живот достоен за Бог. Ке прочитаме уште во Филипјаните 4.1, например. Алелуја. Вели, затоа ве молам јас, затвореник во Господа, да живеете достојно за повикот со кој што сте повикани. И така натаму, и така натаму. Повторно. Ефесјани 4.1. Живејте достојно за повикот. Живејте достојно за Господ, браќи и сестри. И прво Солуњани ќе прочитаме 2 глава 11 стих 12 па и 13 може. Вика, како што знаете, ние секого од вас поединечно, како татко своите деца го бодревме и охрабрувавме и ви сведочевме да живеете достојно за Бог, кој ве повикува во своето царство и слава. Затоа и ние постојано му благодариме на Бог, затоа што кога го примивте од нас Божјото Слово, го примивте не како човечко Слово, туку како Божјо Слово. Прво Солуњаните, 2 глава, од 11 до 13. Што всушност е кој дејства во вас, кои што верувате. Уште еднаш ќе ги прочитам стиховите. Гледате што правеле апостолите. Значи, прво Солуњани или Солунци, 2 глава, од 11 до 13. Како што знаете, ние секого од вас поединечно, како татко своите деца го бодревме, како татко кон деца, значи го храбрувале, го бодреле и ви сведочевме. Значи, тоа сведоштво, тоа што им го кажувале, тоа они го живееле, го имале тоа сведоштво, свидетелство, сведочанство у себе. Амен. Не биле лицемерни апостолите, апостол Павле. Да им кажува нешто, а он да не го живее. Нели? Јас не проповедам нешто што не живеам.
Јас проповедам тоа што живеам, тоа што Бог ми открил и ми дал, тоа ви го давам, тоа што имам ви давам, тоа што немам не можам да ви дам. Вика, ве охрабрувавме и ви сведочевме. Значи не само ви кажувавме, него и со животот свој сведочевме да живеете достојно за Бог. Амен. Кој ве повикува во своето царство и слава. Повикани сме за Негово царство и Негова слава. Затоа и постојано му благодариме на Бог, затоа што кога го примивте од нас Божјото Слово, како што го примате и вие вечер во ова Слово, вика, го примате, вика, не како човечко Слово, туку како Божјо Слово, што всушност и е, кој и дејства во вас, кој што верувате. Човек го кажува, но доаѓа од Бог. И вие го примате како Божјо, затоа што така Бог работи. Нели? Бог зборува, Бог делува, го праќа своето Слово, својот дух преку своите слуги. И вие го примате како Божјо Слово. Ако го отфрлате Божјото Слово. Со мене немате проблем. Оти тоа не е мое слово, ја не сум го измислил, ја не сум го напишал Новиот Завет. Господ го напишал. Амен. Светиот Дух преку Божите луѓе. И тоа слово е Божјо. Амен. Живејте достојно за тоа што Бог ве повикал. Живејте достојно. Тоа е стил на живот, сведочење. Ти си сведок и ти го живееш тоа. И Бог вели преку своите слуги, преку 23 сведоци, секој збор е потврден. Бог ти вели, живеј достојно за Него. Затоа што си Негов сведок. Амен. Тоа му угодно на Бог. Ги читавме тие стихови. Халелуја. Трета работа вечерва што ќе кажеме е тоа дека ако сакаш да имаш авторитет при своето сведочење, и ако сакаш да имаш власт во тоа што го живееш, тоа што го зборуваш, треба да си под авторитет. Твоето сведочење, твоето сведоштво нема да има никаква сила ако не си под авторитет. Затоа што единствено човек кој што е под авторитет, има авторитет. Ако сакаш Господ да го потврди то сведоштво, ако сакаш Бог да даде сила во твоите зборови, твојот живот, да речеш јас сум сведок за Господ, мора да има духовна власт. Значи, Бог со власт треба да дојде. Човек за да има власт, треба да е под власт. И ке читаме во Матеј, ова е многу битно. Зошто го кажувам ова? Затоа што во мојот христијански живот имам сретнато, во Македонија, стотици луѓе. Не е битно што сведочеле, како сведочеле, пораката воопшто не е битна. Но битното е дека го правеле тоа сами. Без припад на заедница, црква, без имање на авторитет, на пастор, како сакаш наречи го, си го прават сами. Од старт промашена работата. Пак не навлегувам во тоа што го збореле, не навлегувам какви брошурки делеле, што сведочеле, што правеле. Тоа е посебна тема, кај што добар дел од тоа и утка било и не било точно, но тоа и не е толку битно. Битното е дека од старт јутнале работата. Ако сакаш да имаш авторитет, треба си под авторитет. Во Матеј 8 глава, со стотникот случката, кој што е многу битен настан, човекот ги свати принципите на Божјото царство, како тоа Господ работи. И Исус го пофали за неговата вера, дека има огромна вера овој човек, а ништо не направи посебно. Ама ги разбра работите. Што разбра? Во Матеј 8 глава, 8 стих па натаму ќе читаме, му вика Господе, вториот дел, кажи му на мојот слуга само збор и ќе биде исцелен. Првиот дел намерно не го читам за да не ве збрка, затоа што не е за тоа пофален стотникот, но заради ова што го кажа сега и што го прочитав, за тоа Исус го пофалува. Кажи само збор и твојот слуга ќе биде исцелен, затоа што јас сум човек под власт, имам војници под себе, и кога ќе му кажам едниот оди, тој оди, и другиот дојде и тој доаѓа. На својот слуга ќе му кажам направи го тоа и тој го прави.
ради сето ова, Исус виде дека овој човек има вера. Затоа што имаш откровение како Божјото царство функционира. И виде дека Исус е цар во тоа царство и дека Исус е над се и што и да каже царот, така ќе биде. Како што вика јас и удобно мој ќе кажам на слугата, оди направи тоа ќе направи, или на војниците што сум над 100 војници од истотник бил, значи како поручник денешно време, како би било тоа, колку војници, има авторитет на тие војници, ќе му каже на војникот направи, ќе направи. И разбира како функционира царството Божјо. Исус дека е цар над се. И Исус му вика, го чутоа, вика се воскети. Им рече на оние што го следеа, вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. Израелците еден куп религија знаеа, као што денес христијанството еден куп религија знаат. Ама не ги разбират принципите на царството. Овој неверник, да речем, римски, нели, граѓанин, го разбра. Вика, ваква вера не сум видел во Израелот. И потоа кажува други работи. Исус го пофалува за ова. Сакаш да имаш вера, сакаш да имаш авторитет, мора да си под авторитет, брат и сестра. Сакаш да имаш служба, сакаш да имаш повик, сакаш да те следат, треба ти да следиш нешто и некој. Сакаш ученици да правиш, ти треба да си ученик на некој. На кого си ученик? На Исус. Токму за тоа зборев преска. На Исус, амен. Но треба да знаеш во кој духовен дом припагаш. Треба да знаеш кој ти е духовен родител. Затоа што, ќе читаме сега, Исус испрати ученици. И црквата испраќа работници на жетвата. И сега не си само од Бог испратен, но си испратен и од црквата или од заедништвото на верните. И ќе прочитаме и за тоа. Затоа што тие луѓе што ти ќе им сведочиш, да речеме. Еве, да речеме, ќе се спаси кој. Што ќе правиш после со тој човек? Поверува некој во Исус. И тој човек треба да продолжи со Господ. Односно, треба да го вдомиш. Тој човек треба да стане ученик. Тој човек треба да расте во Господ. Тој треба да стане дел од телото, треба да стане дел од семејството. Треба да го донесеш во црква. Амен. Кај ќе го однесеш? Значи, треба да си под авторитет, за да имаш авторитет. И практично дури неизводливо е. Онда ќе треба ти да почнеш црква или не знам нешто, ама и од тој случај ќе имаш проблеми, ќе е тешко. Треба да имаш некој со кој што ќе се советуваш ако ништо друго. Односно да си под авторитет, така да кажам. Целата црква функционира како едно тело, низ целата земја. Ели? Нема бегање од ова. Ке читаме сега во Лука, 9 глава. И сега ние секогаш кога ги читаме стиховите, кога Исус нешто кажува веднаш, нели Исус е Господ и ги читаме преку таа призма. Ама Исус кога беше на земјата, во сето негово служење, ништо не правеше како Господ, он правеше како Божи помазаник. Помазаник значи Христос. И како што Давид цар беше помазаник, како што царевите во Стариот Завет беа помазани, како што пророците беа помазани. Он ништо не правеше како Господ. Господ нема потреба да се моли за луѓе. Се што правеше Исус правеше како човек. Бог нема потреба да полага раце да се исцелат. Бог ќе помисли и целиот универзум ќе биде исцелен. Сваќате? Кога го обвинуваат Исус, нели, кој е, како Исус Господ, а таму вона. Па така е, ништо како Господ не правеше, се правеше како човек. Но Духот Божи беше врз него. Он во својата внатрешна природа, внатрешниот човек беше Божиот син или Бог, но во надворешност он беше 100% човек. Одеше, спиеше, јадеше, се правеше како човек. Разбираме? И се што правеше, вика, тие што веруваат во мене, моите дела ќе ги вршат. Дури и поголеми. Оти Духот Божи правеше чуда преку него. Сам по себе вика не можам ништо.
Односно, кажуваше со други зборови, човек сум како и вас. Не можам ништо, ама таткото што ќе ми каже, ќе послушам и се случуваат работите. Сваќате, не дека он Господ беше па правеше чуда, него он беше човек и слушаше од таткото и правеше. Исто како и ти можеш да слушаш од таткото и да правиш чуда. Истиот Дух Свети го имаме. Во Лука 9 глава, ги повика 12 темина и им даде и сила и власт над демоните, да исцелуваат болести и ги испрати да го навестуваат Божјото царство и да исцелуваат болни. Значи, избор од своите ученици 12 луѓе, имаше повеќе ученици, 12, и вие стана 12 апостоли, од кои беа испратени. Значи, им даде сила и власт. Ама прво беа под власт. Влегува во учеништвото на Исус, учителот Исус. Рабинот Исус, раби го вика, учител. Сваќаме? Човекот Исус, ајде да кажем. Беа под негов авторитет и примија власт да одат да прават. Разбираме? Значи, Исус како човек беше под авторитет на таткото и прими помазани Дух Свети. Овие се подчинија на Исус и прими авторитет, власт и сила врз демоните. Ама беа под авторитет за да примат авторитет. Разбираме, цркво. Сакаш да имаш власт, треба да си под власт. Не можам да ви го опишам со зборови колку е битно. Оти, тоа ќе даде сила на твоето сведочење. Може би до сега цело време си сведочил као слободен стрелец, без уопште да помислиш црквата, пасторот, браќата, сестрите, ти се правиш нешто и се Господ тебе те води. Не е битно ништо друго, само Господа те води. Само ти кажам, многу е битно да го имаш овој идентитет. Под власт, за да имаш власт. Почи така да размислуваш, таков став на срце да имаш, твоето сведочење ќе добие во сила. Над демоните ќе имаш поише сила. Оти нема само да идеш во свое име и на твојот личен Бог, но на нашиот Бог као црква. Амен. Сила ќе има. Молитви ќе има. Подршка ќе има од браќата и сестрите. Ќе сведочиш како дел од тело. Не сам. Амен. Помазанието што е врз пасторите ќе биде и врз тебе. На некој начин, така да кажем. Помазанието што е врз црквата ќе биде врз тебе. Ќе имаш сила, власт, повеќе него што порано си имал. Амен. Треба да го научиме ова. И во Лука 10 глава, повторно првиот стих, значи прво испраќа 12, сега ги испраќа 70 други. Повторно ги испрати по двајца, пред себе вика во секој град, во секој место кај што сакаше да појде. Им рече, жетвата е голема, а работници се малку, молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Амен. Повторно, им даде сила, им даде власт, ги испрати во градови, села, сегде кај што требаше да одат, кај што он сакаше вика доди, ги испрати, они додат. И рече, малце се работници бе. 12, 70, 82. Малце се. Никогаш не е доволно проповедници. Никогаш не е доволно сци. Малце се. Амен. Така да има ли некој да се пријави? Господ, работно место, тука има слободно, вели. Нон-стоп има. Ке се пријавиш ли ти? Ајде, кој се пријави, нека крене рака пред Господ. Плата Господ ке ти даде. Ке потпишеш договор со Господ, на неодредено време те вработува, кој ќе одиш кај Господ ке ти даде плата. Халелуја. Значи, целта на нашето сведочење е луѓето да се спасат. Ама човек за да се спаси вистински, не е само да му кажеш нели некој работи он аха да рече, него тој човек треба да биде трансформиран од силата Божја. Он треба да го разбере Господ, он треба да го разбере Словото. Или со други зборови треба да стане ученик.
А за да некој стане ученик, треба да биде под учеништво. Учениците беа под учеништвото на Исус и отидоа, или во Матееве 28 глава, кај што вели Исус, одете правете ученици од сите народи. Само ученик може да прави други ученици. Пак ти велам, ако ти не си ученик на локална црква, на локален лидер, на локално лидерство, ти не си под авторитет. Ти немаш мандат реален да правиш други ученици. Ти треба да си ученик под авторитет, за да имаш власт за правиш. Видаш? Господ нека те благослови. Треба да бидете под авторитет, за да имате авторитет. И сега, откаде е доказ ова? Ке кажеш, ова не ми е библиски. Сега ќе ви кажам библиски. Еден стих само ќе прочитам, има и други. Господ ми го дај ово и да го прочитам вечера. Во Дела 13 глава, ова дури, пазете, не само за обично сведочење, овој стих е за апостолската служба на апостол Павле. Замислете колкава огромна служба имаше апостол Павле. Дури и апостол Павле имаше потреба да биде испратен од луѓе. Дури и големиот апостол Павле имаше потреба да биде под авторитет и да биде испратен од луѓе. Дела 13 глава. Халелуја. Од 1 до 4 стих. Во црквата во Антиох имаше пророци и учители. Барнаба, Симеон наречен Нигер. Тој бил Ром изгледа. Црномањаст бил. Симеон Нигер го викале. Симеон црниот. Као Ѓухан бил тако. Па таму Антиохија, таму од Индија на пол пат дошле. Не, се шала, црнец изгледа бил. Ама не знаеме, може Ром бил, не знаеме. Значи, Барнаба, Симеон, наречен Нигер, Луцеј, Киринеецот, Манаин, кој беше израснат со тетрархот, со некој таму си цар, некој Ирод, и Савле. Значи, еден интересен тим. Црнци, белци, од богата лоза, од сиромашни теолози, секакви. И вика пророци учители, собрани заедно. Нели интересен тим? И додека му служеа на Господ и постеа. Значи му служеле на Господ, се молеле, го славеле, му служеле, читале слово, постеле, служеле, посветени на Господ. Вика, Светиот Дух им рече, извојте ми ги Барнава и Савле за делото за кое што ги повикав. Аха, примија повик од Господ и тие вика по постот и молитвата ги положија рацете на нив и ги испратија. Значи, Господ вели, они молеа, положија раце врз нив, тимот што беа, водачите од црквата врз Павле и врз Варнава, они вика ги испратија. А гледате следниот стих што вика. И така испратени од Светиот Дух. Светиот Дух ги испрати или овие ги испратија? Луѓево. И истото е. Сакаш Светиот Дух да ти испрати, треба тим да застане позади тебе. Сваќаме, нема личен Свети. Има еден Божи Свети Дух и тој Свети Дух во целото тело. Дури апостол Павле имаше потреба некој да застане позади него и да го испрати. За да има успех во службата, ако не сте знаеле. А тој ти е врв апостол, кај што врв откровение има, 70% Нов Завет го напишал. Тој имал потреба некој да застане, да пости, да моли, да прими слово од Бог, да положи раце на него и да го испрати. Амен. Разбираме нешто? И вели, луѓето се молеа, положи раце, ги испратија, а следен стих вика и Светиот Дух ги испрати. Така вика Светиот Дух ги испрати. Амен. Значи, таков е начинот како што Светиот Дух испраќа, на тој начин испраќа. Сваќаме што сега Бог да ни каже. Халелуја. Кога примивте ово откровение, блажени сте. Халелуја. Господ нека ја благослови. Биди под власт, Бог ќе ти даде власт.
Биди ученик, Бог ќе ти даде да правиш ученици. Не само ученик на Господ, што е најбитно, но ученик во локално тело. Да бидеш под авторитет на локална црква. Не можам да ви опишам колку е тоа важно. Значи, практично како е тоа важно. Пак ти кажувам. Црква стои позади тебе кога сведочиш. Кога идеш да се молиш за некој, кога гониш демони, не знам што правиш, тоа е духовна војна. Ти имаш грб, имаш тело кој што стои позади тебе. Имаш пастори кои што имаат поголем авторитет во духот и они стојат позади тебе. Имаш заштита, имаш молитви. Сваѓаш? Амен. Бог гледа си под авторитет, пак ти кажам, Бог ќе ти даде авторитет. Светиот Дух ќе е со тебе, сила ќе ти даде, власт. Халелуја, благословено нека името Божје, халелуја. Те фалиме и те славиме, Господе. Те фалиме и те славиме, Господе. Халелуја, те славиме, Господе, халелуја. Те славиме, Боже, за ова откровение, те фалиме, Господе. И четврта точка вечерва ќе спомнеме. Тоа што преска спомнав, значи ние сме сведоци, стил на живот, сведоштво имаме. Кој е тоа сведоштво ние го имаме и какви тоа сведоци сме, нели? Божи сведоци, но што тоа ние сведочиме за Бог? Ова е тема што една цела проповед за ова треба се зборува, само ќе начнам вечерва. А тоа е дека ние на луѓето треба да им кажеме нешто што е најбитен настан во човечката историја. Односно, за тоа да сведочиме. Односно, ние треба да застанеме и да речеме, јас сведочам за ова дека тоа е така. А што е тоа така? Тоа е настанот што се случи пред 2000 години. Кога Божиот син на крстот умре, ги зеде нашите ще болести, проклетства, сиромашти, ја умре нашата смрт и третиот ден, истиот тој од гробот воскресна и е жив и седна на престолот и владее на целото создание. И целото создание треба да се поклони пред тој цар, да дојде пред него, ги признае своите гревови, да се покае за своите гревови, да почне нов живот со тој цар или Господ Исус. Тоа е сршта на пораката што ние јас сведочиме. Односно, ние велиме, јас сведочам за тоа дека е така. Иако не сум бил таму пред 2000 години, но Духот Божје во мене, Светиот Дух живее во мене, тој Дух ми сведочи дека тоа стварно се случило. Јас знам дека е така. И јас сум сведок за тоа. Јас сум сведок стварно дека Исус умре и Исус воскресна. Јас сум сведок за тоа. Јас сведочам со мојата вера, со мојот живот. Дериме, колиме, убиме, јас знам дека е така. Јас не се откажувам од тоа. За тоа треба да сведочиме. Сакаме да има сила нашето сведочење. Ова да го зборуваме, браќи и сестри. Сршта на нашето зборање да е тоа. Зошто денешната црква има изгубено при евангелизирање или сведочење? Затоа што секакви пораки се кажуваат, ама оваа срж многу тешко се кажува. Или многу малку прикриено, или на некој разблажен начин. Ако сакаш Божјата сила да те поддржи, ако сакаш Светиот Дух да те поддржи, преска рековме, сакаш да имаш власт, треба да си под власт. Сакаш твоите зборови да имаат власт, тогаш кажувај вистината. Тогаш сведочи за вистината. А ова што го кажав е сршта на вистината. Односно, Господ не сака, како да го дефинирам ова, или не треба приоритетот да ти кој им сведочиш на луѓе, кој им кажеш за Господ, да им кажуваш се и се што, а да избегнуваш сршта на Евангелието. Да им кажуваш како Господ ги сака, како Господ е добар, како Господ не знам што ќе им направи. Имаш проблем, Господ ќе ти го реши. Ти немаш пари, Господ ќе ти даде. Ти, што имаш? Жена немаш. Не имаш ти. Ти немаш жена, жена ќе ти даде. Колата ќе ти ја направи Господ. Ако само таа порака ми ја кажеш, сакам да ти кажам, ти ги лажеш луѓето. Тоа не е пораката на Евангелието. Сршта на Евангелието е смртта и воскресението на Исус. И се што ќе зборуваш треба да е околу тоа. Дури да им кажуваш за благослови или што Господ може да направи за нив, тоа треба да е само дополнение на сршта на Евангелието, на пораката. Луѓето не ќе да го слушаат ова.
Ама ти нема да ги слушаш луѓето, ти ќе го слушаш Бог. Нашата цел не е ние да им угодиме на луѓето. Наша цел не е ние луѓето да ги донесеме у црква. Наша цел е ние да го сведочиме тоа што Бог го направил. И тој што треба од Господ, што ќе се спаси. 1, 2, 5. Ама таквиот кој ќе се спаси, ќе е спасен, брати и сестри. Ако го донесеш некој у црква, со такви казки, дојди Господ ќе ти даде ова, дојди она. Или некој во тебе ќе види, не знам, многу си фин, па ќе дојде у црква затоа што си многу фин. Таквиот првиот момент кога некој нема да е фин, кога него ќе си отиде од црква. Затоа што таквиот нема откровение за сведоштвото, дека Исус умре и воскреснал за него. Он нема откровение за својата грешност и не се покајал, и не сватил суштината на Евангелието. Човек што е сватил суштината нема да си отиде лесно ни од Господ, ни од црква. Амен. Ние мислиш со твоето фино однесување некој ќе го донесеш од него носи поарно. Затоа што пак ти кажувам, некој нефино ќе се однесе кон него, а тоа мора да се случи еднаш, тој ќе си отиде, ќе рече, ја мислев сите овде се нон-стоп фини, кон мене. И ке сакам, ќе ми направат кон мене, ќе ми угодат мене. Моите потреби ќе ги задоволат, моите желби. Не е тоа црквата. Нема тука твоите потреби се задоволат на тој начин. Ќе се задоволат во Бог, на прав начин. Похотите на луѓето нема да ги задоволиме. Ние тука ќе дојдеме и распнеме похотите на луѓето. Тука има жртвеник, олтар. Читате Стар Завет, што правеа свештениците. Животните што им правеа? Нон-стоп, носеа животни. Што прави Духот Божи? Исцелува, спасува, амен. Но похотите, гревовите на луѓето на жртвеникот. Амен. Така да не ги хранете похотите на луѓето со некаква си порака само за да дојдат во црква. И тука е огромната грешка на современото христијанство, кај што се што се кажува и секакви ветувања и не знам што, само да дојдат во црква, деме како дојдат во црква, не знам, готово. Мислам, што ако дојдат во црква? Тие треба при Господа да дојдат прво, бе луѓе. Човек треба со Господа да се сретне. Амен. Треба да свати пораката на Евангелието. Треба да ја увиди својата грешност. Треба да го види Исус распнат и Исус воскреснат. Треба да му се отворат духовните очи. А тоа се е можно само преку Светиот Дух. А Светиот Дух ќе ја потврди пораката на Евангелието. Друга порака нема да потврди. Е како на дополнување на тоа можеш да кажеш: Господ во мојот живот тоа направи, Господ ова, Господ еднаш тоа ми кажа, еднаш не знам се молев, тоа се случи една. Е тоа е во ред, ама како поддршка на сршта на Евангелието. Ако ти дојде човек на пример и ти каже, не знам, ме боли глава и ти, мене еднаш ме болеше, се молев, ми помина. И он не е стварно, ќе се молиме. И ти мислиш му правиш услуга, нели? Он не сваќа, он не го сваќа Господ. Значи, некогаш Господ и такви работи може да сврти на добро. Значи, Бог може се да употреби човек за да се спаси. Не зборуваме вечера за тоа. Зборуваме дека ние треба сршта на Евангелието да го кажуваме. Да не даваме на луѓето представа дека Бог е некој си Дедо Мраз, кај што ништо ти не треба да направиш, кај што нито не треба да те кошта, кај што ништо ти не треба да се смениш, а Бог се ќе ти даде. Такво Евангелие не постои. Ама тоа се проповедаме, браќи и сестри, нон-стоп. Бог е љубов, Бог е љубов, Бог е љубов. Амен, љубов е, ама што тоа значи? Што кажуваш кога велиш Бог е љубов? Тие што проповедаат таква Бог е љубов порака, тие велат: дојди кај Господ само, дојди у црква, не треба се менуваш, ништо Господ не ти замера, ништо не треба се покаеш, нема проблем, живеј си у грев, Господ те сака, ќе си завршиш на небо. Не е тоа пораката на Евангелието. Нема потреба Исус да се спомне, нема потреба крстот да се спомне, нема смрт. Исус умрел, нека му се среќа, нели, умрел, убаво да, убаво што направил тоа, супер. Умре да не спаси, супер. Ама он умре за да и ти умреш, бе, човеку. Треба да го следиш неговиот пример. Он умре за да ти умреш на гревот. Како што он воскресна, вели ти да живееш нов живот, да воскреснеш и ти.
Амен. Некои луѓе не сакаат това да го слушат. Па никој не рече дека мора луѓето на сила да ги спасиме. Кој го рекол тоа? Пастор, ако е вака, многу малце ќе се спасат. Алелуја! Малце ќе се спасат. Порно малце не го ич. Оти моментов ич. Црквите се полни со неспасени луѓе. Мене срцето ми плаче за тоа. Кои што само знаат информативно стихови од Библија. Информативно знаат пораката на Евангелието. Разводнета со други илјадници пораки. И главите им се полни со информации. Духот го немаат словото, го немаат сведоштвото. Не станале сведоци дека Исус, навистина Синот Божи, беше распнат и навистина третиот ден воскресна. За мојот грев, за мојата грешност, мојот грев го однесе на крстот. Твојот грев го однесе на крстот. Тоа е Евангелието. Ке речеш, ако им кажуваме ваква порака, ќе избегаат луѓето. Некој ќе ја прими. И тој што ќе ја прими, ќе е спасен. Пак ви кажувам, тој што ќе дое при Бог, при таква порака, тој ќе е спасен. И нема да унџа и за новета, затоа што многу му било топло на црква, или му многу му било ладно. Или славењето било прегласно, или било претивко, или немало гитара, или некој не го посетил дома, или не знам што. Тој човек дека бил изгубен и сега е спасен. И тој ќе се држи за своето спасение. И тој ќе е спремен да плати цена, и колку и да го кошта, затоа што ќе го вреднува. Навистина ќе го вреднува тоа што Исус го направил за него. Нема да се откажува. Ќе дојдат искушенија, ќе дојдат проблеми, нема да се откаже. Тој ќе биде куќа, како куќата изградена на карпа. Амен, затоа што ќе има вистинска вера. Ќе читаме сега ќе се вратиме во Дела апостолски. Во 3 глава ќе читаме. Од 13 стих до 15. Какви тоа сведоци треба да бидеме ние? Нонстоп се зборува за тоа дека како тоа ние силата на првата црква да ја вратиме помеѓу христијаните во современата црква. Како тоа ние Божјата сила да се врати помеѓу Божите луѓе. И ајде да видиме што тие проповедале и што живееле. И Божјата сила ќе е со нас. Амен. 13 стих вели: Богот на Аврам, Исак и Јаков, Бог на нашите татковци, го прослави својот слуга Исус, кого вие го предадовте и од кого вие се откажавте пред Пилат, кој што реши да го ослободи. Вие, вика, се откажавте од светецот и од праведникот и молевте да ви биде ослободен убиец. И го убивте творецот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, зашто ние сме сведоци. Гледате каква порака им кажуваат. Не им викаат Бог ве сака. Не им викаат Бог е добар. Не им викаат дојди од црква, има убави девојки. Викаат дојди ке се забавуваме. Не ги викаат на палачинка забави. Вика, вие го предадовте, вие го распнавте, вие се откажавте, вие, вика, дури творецот на животот, вика, губивте, а убиец ослободивте. Гледате што порака им кажуваат. Гледаме што порака им кажуваат. Кажи му на човека за гревот негов, дека е грешен. Ако не ќе да слуша, пак ти кажам, окей. Имаше сила во проповедта на апостол Петар. Од кај знаеме? Халелуја. Имаше плод од тоа што го правеа. Халелуја. Во претходната глава гледаме истото го кажува Петар. Тај ке свртиме. Немав намерова да го читам, најде ќе го прочитаме. Во 2 глава 36 стих, истото го кажува Петар. Значи нема сите стихови да читам, 36 вика: И така целиот Израелев дом со сигурност нека знае дека Бог го направи Господ и Христос, овој Исус кого вие го распнавте.
2 глава 36 стих. И на оваа порака Светиот Дух во срце ги удри луѓето. 37 стих. И му рекоа на Петар, на другите апостоли: мажи, браќа, што да правиме? Не ти да ги молиш луѓето, они тебе ќе те молат. Кој ќе бидат пресведочени за својот грев, дека нивниот грев го раснал Синот Божи, ќе речеш: што да правам? И сега ќе му речеш: покајте се. И крштавајте се, односно станете ученици. Сваќаме. Луѓето у срце бе удрени, сватија, чекаме, ние Синот Божи го распнавме. И сега денес ќе каже може некој: ама ние не го распнавме, тоа евреите таму, римјаните го распнаа. Ти со твојот живот го распнуваш Исус. Ке му кажеш на човека: ти со твојот грешен живот го распнуваш. Затоа што грешиш против живиот Бог, затоа што Бог е живот, а ти правиш греф, а гревот е смрт, гревот е од ѓаволот, ти си слуга на ѓаволот. Ти припаѓаш на царството на ѓаволот, не си у Божјото царство. Ти му грешиш на Господ лично. А и вака ли треба сведочиме? Баш така. Ние ќе треба се караме со луѓето. Не е тоа карање, бе, луѓе. Петар се караше ли со луѓето овде? Петар у помазание збореше. Светиот Дух збореше и тие бе удрени у срце, затоа што таа порака има сила. Амен. Не зборувам сега да отидеш дома и одма на родители на зборувам за сведочење на околу. Можеш некој што ти е близок постепено оваа порака да му ја кажуваш, нормално. Ко живееш со некој брат, сестра што не е спасен, не знам, роднина, пријател, значи нема се отпали да спали по сите. Но кажувам за сведочење, одиш сведочиш на луѓе. Човек што еднаш го гледаш и никогаш повеќе, кажи му. Поцени да те кошта. Но и на другите ќе треба оваа порака да ми ја кажеш, порано или покасно. Кога све ова ќе го кажеш, тогаш кажувај му: сега сакам да ти кажам, Бог те сака. Затоа Исус умре за тебе, затоа што те сака. Иначе човек не може да ја разбере Божјата љубов, бе, луѓе. Што тоа луѓето сваќаат кога само ќе им кажеш Бог те сака? Што значи Бог ужива у гревот што го живее тој човек, па му викаш: Бог те сака, многу си му мил. Нели? Серијски убиец, му викаш Бог те сака. И он вика: супер, ќе продолжам да колам, нели? Силувач, Бог те сака. Стварно ме сака, супер, ќе си продолжам со моите дела. Бог те сака се кажува на крај, кога човек ќе биде пресведочен за својот грев и ќе рече: леле, што да правам? Сега ќе му кажеш за милоста и љубовта Божја, Божјото спасение. Така Господ ти простува, Бог те сака. Дојди при Господ, Господ ќе ти даде нов живот, ќе ти даде простување. Се што си грешил, ќе ти прости. Тоа е Божјата љубов вистинска. Само кога кажеш Бог те сака, ништо не значи што? Сензуалност, како светот. Таа девојка те сака, тој дечко те сака, дојде од црква, Бог те сака. Истиот дух е. Луѓето гладни се за некој емотивно исполнување и на Фейсбук кој ме сака, тој ме сака, некој цвекенца си кинат ме сака. Нели? И дојде од црква, Бог те сака. Па истиот дух е. Ако нема порака за смрт и распнување, ако нема порака да луѓето сватат својата грешност, дека нивниот грев го распнал Синот Божи, пред тоа, ако не е сето тоа кажено, џабе му кажеш Бог те сака, не разбира што е тоа. Бог е добар. Што е тоа Бог е добар? Тоа значи јас ќе си грешам и он нема гајле? Бог е добар, ќе ти прости ако се покаеш. Амен. Но денеска, за жал, браќи и сестри, не се проповеда оваа порака. Се проповеда само Бог те сака и Бог е добар. На луѓе кои што не ја разбираат пораката на Евангелието и уште поише им дава сила во нивниот грев. И тоа е многу сериозен грев пред Господ, што така се проповеда, за жал. Но вие не бидете такви. Тоа е порака на некој начин антихристовска. Да ме сватите на исправен начин ова што го кажувам. Затоа што не ги привлекуваме луѓето при Христос, ги оддалечуваме. После на таквиот ти да му кажеш гели е право, ти ќе бидеш: ти осудуваш, ти си религиозен, ти си законник, ти не, јас знам, ми рекоа Бог ме сака и тие луѓе што поише проблем му направиле. Разбираме? Јас си сватив Бог ме сака и ќе си живеам животот у грев, Бог ме сака. Амен, Бог те сака и сака да ти извади од гревот. Тоа е пораката на Евангелието, браќи и сестри. Халелуја. И во Дела 5 глава ќе читаме и ќе завршиме за вечерва.
од 29 стих, 5 глава. Значи, постојано апостолите истото го кажуваат. И ако сакаш да имаш апостолска сила и власт, ако сакаш да си у помазанието на светиот Господ Исус Христос, помазанието на светиот Дух, треба да го кажуваш светото Слово Господово, кое што вели во 5 глава. Петар и апостолите одговорија 29 стих. Треба да го слушаме Бог, а не луѓето. Сега што ви го кажувам вечерва. Изберете да го слушате Бог, а не луѓето. Изберете да го слушате Бог и што пишува во Божиот збор, а не модерното, така наречено христијанство и модерната, така наречена црква, која што го има разводнето евангелието до крајни мерки. Треба Бог да го слушаме, а не луѓето. Бог на нашите татковци. Го воскресна Исуса. Кого вие го обесивте, го распнавте на дрво. Пак истото, па истото. Вие сгрешивте и не отстапувам од тоа, кажува Божиот сведок. Петар, заедно со апостолскиот тим околу него. Оти немаа друго што да кажат. Вие сгрешивте. Па тоа е вистината, нели? Вика, кого Бог го воскресна од мртви, вика, и го возвиши него, вика, за управител и спасител од својата десна страна, за да му дае покаяние на Израелот и простување на гревовите. Амен. Сведоци сме ние за тоа и Светиот Дух кој Бог им го даде на оние кои што му се покоруваат. Повторно, сведоци сме за тоа. Сведоци сме за тоа. И вие сте сведоци за ова. Амен. Со животот што го живеете, сте сведоци дека овој свет е грешен, а тоа што вие го живеете е исправно пред Бог. Со вашите животи вие сведочите дека овој свет со својот живот го распнува Синот Божи и вие сведочите дека тоа е така. И вие кажувате тоа што вие го правите луѓе од светот е погрешно. И треба се покаете за тоа што го живеете го распнува Синот Божи. И кога луѓето ќе сватат тоа, ќе речат што да правиме. Покајте се. Бог ви простува, истиот тој Син Божи што умре, уствари умре за вашите гревови. Умре за да вие се спасите. Го зеде вашиот грев. И тој ти простува, тој те сака. Тој е добар татко, дојди при него. Амен. Те прима како син. Најнакратко. Пораката на Евангелието. Амен. Бог се ти простува. Бог се простува. Амен. Но човек треба да дојде при него да се покае. Да свати својата грешност. Господ нека ве благослови, браќи и сестри. Ја сваќаме ли пораката вечерва? Го сваќаме ли Словото Господово вечерва? Какви тоа ние сведоци сме и треба да бидеме? Што тоа ние треба да сведочиме? Треба конфронтација, браќи и сестри. Конфронтација. Има некои луѓе кои што по неколку години се дружат со некој само, за да станат пријатели, не знам што, за после неколку години дружење да почнат да им кажуваат нешто за Господ, Библија, Исус. И се чудат зашто нема резултат од таквото нивно сведочење. Јас се сеќам, имаше тука полно мисионери во Скопје кои што по неколку години се дружеа со луѓе од Македонија, неколку години. За после неколку години да почнат да им кажат има Библија, има Господ и тие, ја има, ја нема, има Господ, па нема, па ќе си правиме муабети нешто, па полека, нели? Па уште 3 години. И после 10 години такво така наречено евангелизирање, ниеден не е спасен. И како може да се спаси кога нема порака на Евангелие во сето тоа, браќи и сестри? Значи ти можеш да си добар со веќе воспоставените односи што ги имаш, пак ти викам, роднински, некои со години пријатели, не мора одма да им се пуштиш да ги избомбардираш, мада е добро и тоа да го направиш некојаш. Амен. Не е сега да ќутите, нели, да се криете. Но окей, ајде да речам, нели, постепено живееш со некој, постепено имаш време да му кажуваш. Но на некои луѓе нема време кога. Треба да се да им кажеш. Да се исконфронтираш до максимум. Затоа што пораката на Евангелието конфронтира.
Тоа што со години со пастор Весна се обедуваме да го вградиме во вашиот дух, од Божиот дух. Ако си христијанин, ти треба да се конфронтираш. Нема млаки во Царството Божјо. Нема неутрални. Нема со сите. Сите су. Јас не читам таков Божи човек у Библија да имало. Не постои. Ниту ќе постои. Божиот човек се конфронтира. Кажува, ова е црно, ова е бело. Петар вика, вие го распнавте. Не им вика, браќа израелци, да ви кажам една нова порака. Божјата љубов се објави на подлабок начин, Господ ве сака. Не им вика тоа. Им вика, вие го распнавте, Синот Божи. Тоа е конфронтација. По цена живот да изгуби. Што ние тоа не го правиме. Ни го бараме тоа. Ни ви го проповедам тоа. Но мора конфронтација со неговиот систем на размислување. По цена на ризик некој да те намрзи. По цена на ризик да изгубиш некој пријателство. Но ќе си здобиеш награда од Господ, сведоштво ќе имаш. Светиот Дух ќе потврди, ќе рече, овој мој сведок. Стефан беше каменуван до смрт, но Стефан остана да сведочи, дека така е. И не се откаже од Исус. И не ја разводни пораката на Евангелието. Да пророкувам нешто. Дојде денот во телото Христово, маченици ќе има за Господ. По лицето на земјата. Маченици за Господ. Не е таму во арапските земји, муслимански, маченици за Господ, во така наречени христијански земји. Бог ќе издига народ, што ќе биде радикален за Него. Што ќе сведочи стварно за Него. Што ќе живее за Него. И некои ќе ги положат и животите за Него. Сведочајќи на вистина пораката на Евангелието. Може би и во оваа црква, не знам. Тоа не е наше. Наше е да сведочиме. За нас животот е Христос. Павле како вика, а смртта придобивка. По цена, да не знам што, ние не треба да се откажеме од Господ. Амен. Ние не ги бираме околностите, браќи и сестри. Стефан не ги бираше. Стефан остана сведок до крај. Всушност, зборот сведок не зборев за тоа вечерва, но на грчки зборот сведок мартир. Сведок и маченик е исти збор. Така да ние сме сведоци за Господ, ние сме маченици за Господ. Но тоа е друга тема за проповедање. Се надевам ова не ве обесхрабрува, но ве охрабрува. Да ја сватиме сериозноста на светова. На некој начин имаме возвишена служба и повик од Господ, браќи и сестри. Да си сведок за Господ е возвишена работа. Ти си многу ценет од Господ. Ти си многу почитуван. Бог го ставил својот дух во тебе. Бог го дал своето сведоштво во тебе. Ти си Божи. Ти му припаѓаш на Господ, ти си негова своина. Амен. Ти го имаш тоа сведоштво, ти си сведок за Господ. Во името на Исус, тоа е твојот идентитет. Живеј го тоа, зборувај го тоа. И биди под авторитет, за да имаш авторитет. Тоа го зборувавме вечерва. И Боже, ние те молиме во името на Исус за се ова што зборувавме, за секој ден што ќе чуе оваа порака и ја чу вечерва во име на Исус, ние молиме да го допреш, да Духот Твој работи во име на Исус, да силата на Твојот Дух Свети работи во име на Исус. Татко Небески, ја молам да Твои сведоци се издигаат по лицето на земјата, да издигаш Твои сведоци, Боже, Твои помазаници кои што ќе безкомпромисно ќе го зборат Твоето Слово и ќе го живеат Твоето Слово. Молам, Боже, да во името на Исус ја растресеш Твојата црква по лицето на земјата, да еден глад и жет се случи, Боже, меѓу Твојот народ насекаде, едно ново поколение, нова генерација да се издигне, Боже, на Твои слуги, Твои сведоци. Луѓе што ќе сведочат на вистина за Тебе, Исусе, дека Ти си жив, дека Ти умре и воскресна,
кои што ќе живеат и сведочат со своите животи пораката на Евангелието. Татко, во името на Исус го молам ова. Помогни на нас као локална црква да го живееме ова, татко. Во името на Исус молам. И молам за печати го ова слово, Господи Исусе, преку силата на Твојот Дух Свети. Во името на Исус од Назарет. За слава Твоја. Амен. Амен. Слава на Господ. Халелуја.